во Охрид или во Битола да се отвора културен центар Ванчо Михајлов. Значи, каде е Христо Ботев, каде е, не знам, луѓе од бугарската историја, култура, голе великани, од целото избор Ванчо Михајлов е културен центар. Мислам, и Бугарија е тука крива за дека. Каков е проблемот со Ванчо Михајлов? Ола? Каков е проблемот со Ванчо? Сигурно не бил културен деец Ванчо Михајлов. Културен центар Ванчо Михајлов. Отвори воен центар Ванчо Михајлов, некој за обука. Не културен центар. Значи, Христо Ботев со Ванчо Михајлов ќе го споредиме, така ли? Не може да се... Ама чекајте, доктор Земо, значи во моментов Христијан Мицковски седи на столот на Ванчо Михајлов како наследник на историското ВМРО. Немам ништо против. Јас сум член на МПО кој има врска со историското ВМРО. Немам ништо против Ванчо Михајлов, не ме разбравте. Не може така да се лепат етикети. Не може да е културен центар да се промовира бугарска култура преку Ванчо Михајлов име. Значи тоа е индивидуска катастрофа за мене. Така ли? Стави го Христо Ботев, стави го Васил Левски, не знам, така ли, имиња има бугарски великани во култура. Ванчо Михајлов, е големото име за Бугарија да се представи. Доктор Земо, да уточним. Това е многу важен момент сега. Вижте, аз няма да... Сега, със сигурност Иван Михайлов е написал няколко книги, т.е. той има и културна димензия. Но тук главното нещо, казахте, вината на бугарите или на Бугария. Това сдружение, Иван Михайлов, е създадено от граждани на Република Северна Македония, които се идентификуват... И български граждани, и български пасоши има, не само македонски пасоши. Но те са граждани на Македония и в Македония са създадени. Това сдружение е създадено според законите на Република сега Северна Македония. Ретроактивно беше направена промяна. Тук въобще дебатата за това дали Иван Михайлов е културен деятел или революционен, трябва да я водите с тези, които са го създали, сдружението. Ама во ред, се согласувам тоа. Така е во основањето. Меѓутоа зборувам за културни политики. Ако ти отвораш културен центар и јас како стружанец, охриджанец во Скопје, сакам да појам нешто да прочитам за бугарска култура, за етнологија, за историја, така натаму. Значи ја немам пошто према Ванчо Михајлов, иако немам ништо против, ама имам некоја амбивалентност према Ванчо Михајлов. Во Македонија сите имаме према Ванчо Михајлов амбивалентност, така ли? Не баш сите. Читам книги, а се вика Ванчо Михајлов, мислам. Или како се каже кралот Охрид на царот му дадоа име, како се каже на Александар. Доктор Земон, прво за тоа за културните вакво. Ако беше сдружението Јордан Бадев, пак имавме ист проблем, така? Ама зашто такви имиња? Зашто такви имиња? Какви имиња? Кои се дозволени? Ајде Христо Ботев ставите. Христо Ботев. Христо Ботев од Калофер. Да кажувам се бугарски дели текнуваат великани, дејци во културата, какви има. Христо Вакарелски ставите. Бугарски великан. Христо Вакарелски толку има собрано етнографски материјал за Македонија да се диве човек. Па стави Христо Вакарелски кога се вика културен центар. Така ли? Значи тој таков деец, бугарски етнограф, Васил Кончов стави, толку етнографски материјали. Може ли да бъде брата Миладиновци, например, български културен център? Сега ще ви кажа защо. В момента, в който група македонски българи създадат организация Цар Самуил, Григор Пърличев, Кузман Шапкаре, брати Миладиновци, ще се появят големите патриоти и ще кажат защо бугарите ни крадат, защо тия предавници и защо тия платеници ни крадат историята и хероите. Нямаме ли история? Това е нашата заедничка история. Како се казва сборникот на Миладиновци? Како се казва сборникот на Миладиновци наслов? Аз знам това. Прашането е, в македонските учебници това децата не го учат. Кој? В македонските учебници по литература и по история децата не учат как се вика сборникът на брати Миладиновци. Да, само ние научници знаеме вака оригинал, како иначе во школата. И много други работи не ги учат. И тук е прашането. Историската комисия е блокирана. Бугарите сме превърнати в едно плашило за цялата македонска явност. Пропагандата на управляващата партия, и ако един ден вие от опозицията вземете властта, внимавайте, защото пропагандата днеска против България, против българския народ
против българите е Така. на практика неонацистичка пропаганда.